Добар ден, ученици! Јас сум Александра Гавриловска, оделенски наставник во Основното општинско училиште Аврам Писевски од Скопје. На денешниот час по математика ќе усвоиме наставната содржина утврдување на вредност на дел од цело. Цели за денешниот час: користење на дробки за да се представи, опише и утврди вредноста на дел од цело, поврзување на дробката со математичката операција делење и наоѓање на дел од цело, решавање на проблемски задачи со користење на дробки. Резултати кои ги очекувам од овој час се дека ќе можете да ја представите и утврдите вредноста на дел од цело со користење на дробки, може да најдете дел од цело со користење на математичката операција делење и ќе можете да ги решите проблемските задачи со дробки. Потребни материјали за овој час не се работна тетрадка и прибор за пишување. Најпрво да се потсетиме што е дробка. Дробката е број што содржи еден или неколку еднакви делови од целото. Тука гледаме дека едно цело јаболко е поделено на два еднакви дела. Тука јаболкото не е поделено на три еднакви дела и на третата сликичка јаболкото не е поделено на 4 еднакви дела. Од што ни е составена дробката? Дробката е составена од бројтел, дробна црта и именител. На сликичката погоре гледаме една торта, еве ни е сликичката која била поделена на 4 еднакви дела. Именителот всушност ни представува на колку еднакви делови ни е поделено целото. Дробната црта, како што кажавме претходно, ја означува математичката операција делење, додека пак броителот ни кажува колку делови се земени, изедени, подарени, обоени и слично. Во нашиот случај еден дел недостасува, значи тука броителот ќе ни биде 1. Еве еден пример. Сања направила 18 колачи. 7 колачи изела незината помала сестра Кате, 5 колачиња дала на незината другарка, а останатите ги поделила подеднакво на незините родители. Колкав дел од колачињата добил секој од нив? За да можеме да решиме оваа задача, треба да знаеме дека вкупниот број на колачиња што ги направила Сања представува всушност едно цело. За да представиме по колкав дел добил секој од нив, најпрво ќе треба да нацртаме дробна црта, кај именителот запишуваме вкупниот број на колачиња кои ги направила Сања, а кај броителот го запишуваме бројот на колачиња кои го добил секој од нив. Еве ќе почнеме со Кате. Кај именител рековме дека ги пишуваме вкупниот број на колачиња кои ги направила Сања. Сања направила 18 колачиња. Именителот не е 18, а бидејќи изела 7 колачиња, значи броителот ќе ни биде 7. Ова се колачињата кои ги изела Кате. Незината другарка добила 5 колачиња. Повторно именителот не е 18, а бројот кој ги добила незината другарка ни го представува броителот и тоа е 5. Вели дека останатите ги поделила подеднакво на незините родители. Тука можеме да изброиме дека ни останале 6 колачиња. Бидејќи ги поделила подеднакво на незините родители, на мајката и таткото, значи дека 3 колачиња добила мајката и 3 колачиња добил таткото. Или тоа представено со дробка е 3/18 мајката и 3/18 таткото. Збирот на колачињата кои го добил секој од нив ни представува едно цело. 7/18 на Кате плюс 5/18 од другарката плюс 3/18 од мајката плюс 3/18 од таткото. Кои ги собираме дробките кои имаат ист именител, именителот го препишуваме, тој останува 18, а броителите ги собираме. 7 плюс 5 12, плюс 3 15, плюс 3 18, значи броителот ќе не биде 18. Бидејќи дробната црта не значи делење,
18 поделено со 18 е еднакво на 1, или тоа представува едно цело. Сега е една задача за вас. Јас ќе ја прочитам задачата и ќе ве замолам да го паузирате видеото и да се обидете да ја решите сами задачата во вашите работни тетрадки. Во една кошна имало 50 јаболка. Од нив 15 биле црвени, 24 зелени, а останатите јаболка биле жолти. Представи ги со дропка црвените, зелените и жолтите јаболка. Еве го и решението на нашата задача. Вкупно црвени, жолти и зелени јаболка биле 50. Црвените јаболка се 15 50-тини, значи од вкупниот број на јаболка 50, 15 ни се црвени. Зелените јаболка се 24 50-тини, додека пак за да го најдеме бројот на жолти јаболка, ние треба од вкупниот број на јаболка да ги одземеме црвените и зелените јаболка и ќе добиеме дека жолти се 11, но ако ги представиме со дропка како дел од едно цело, тоа ќе бидат 11 50-тини. Се надевам дека и во вашите тетрадки го имате истиот овој резултат. Сега да преминеме на утврдување на вредноста на дел од цело. Ова ќе го направиме исто преку една задача, за да објасниме како да утврдиме вредноста на дел од цело. На едно дрво имало 100 птици. 2/5 од нив биле врапчиња, 1/4 биле гулаби, 3/10 биле гаврани, а останатите биле страчки. По колку птици од секој вид имало на дрвото? Еве ни ги врапчињата. Значи, врапчињата се 2/5 од вкупниот број на птици, односно од 100. Гулабите ни се 1/4 од вкупниот број на птици. Гавраните се 3/10 од 100 и страчки не знаеме колку се. За да го најдеме бројот на страчките, најпрво ќе треба да го одредиме бројот на секој вид на птица и потоа да го пронајдеме колку страчки имало на дрвото. Како можеме да ја решиме оваа задача? Уште еднаш повторувам дека дробната црта значи делење. За да пресметаме, треба броителот да го помножиме со вкупниот број на птици и добиениот производ да го поделиме со именителот. Значи, броителот рековме дека ни е над дробната црта, именителот ни е под дробната црта. Броителот го множиме со 100 и добиениот производ го делиме со именителот, или доколку вкупниот број на птици можеме лесно да го поделиме со именителот, тогаш го делиме, а добиениот количник го множиме со броителот. Еве ни го тоа тука вака малце и поинаку објаснето. Броител, дробна црта, именител и вкупниот број на птици, значи 100 поделено со именителот и добиениот количник помножено со броителот. Сега ова ќе го видиме и пререшавање на нашата задача со птиците. Еве ни ги врапчињата. Тие беа 2/5 од 100. Значи, оваа задача можеме да ја решиме, за да најдеме колку врапчиња имаме. Вкупниот број поделено со именителот, тоа ни е 20, 100 поделено со 5, и бидејќи тоа 20 представува само 1/5, нас ни требаат 2/5, затоа и 20 го множиме со броителот и ќе добиеме дека вкупен број на врапчиња на дрвото е 40. Следни ни се гулабите. Тука имаме 1/4 од 100. Во овој случај, кога броителот ни е 1, тогаш можеме само вкупниот број на птици да го поделиме со именителот. Нема потреба да множиме со 1, бидејќи знаеме дека секој број помножен со 1 е истиот тој број. 100 поделено со 4 е 25. 25 по 1 е 25.
И еве ни ги гавраните, 30 од 100 се гаврани, 100 поделено со 10 ни е 10, и бидејќи се 30, значи 10 по 3 е еднакво на 30. И сега лесно можеме да ги најдеме страчките. Знаеме дека вкупно имаме 100 птици, од нив ќе го одземеме збирот на останатите видови на птици кои биле на дрвото, односно 40 врапчиња, плюс 25 гулаби, плюс 30 гаврани. И ќе добиеме дека 100 минус 95 е еднакво на 5. При решавање на текстуална задача, каде што имаме поставено прашање, секогаш треба да дадеме и одговор. Одговорот на нашата задача е дека на дрвото имало 40 врапчиња, 25 гулаби, 30 гаврани и 5 страчки. Паузирајте си го видеото и ќе си ги запишете во вашите тетрадки задачите за дома. Јас ќе ги објаснам, а вие потоа ќе ги препишете во тетрадка и ќе ги решите. Првата задача ни е да ги представиме балоните со дробка според нивната боја. На сликата гледаме дека имаме повеќе балони кои се во зелена, црвена и сина боја. Уште еднаш да напоменам дека кај именител треба да го ставиме вкупниот број на балони, а потоа за секоја боја треба да видиме по колку балони имаме и да се напишеме кај броителот. Втората задача ни е следна. За организирање на еден спортски настан биле донесени 23 топки. Од нив 11 биле топки за фудбал, 8 биле топки за ракомет, а останатите биле топки за одбојка. Ваша задача е да го представите со дробка секој вид на топка. Повторно ќе напоменам дека вкупниот број на топки ни го представува именителот. Третата задача ни е да пресметаме колку е 5 осмини од 72, 3 седмини од 77, 4 петини од 100 и 1 третина од 45. Ке го објаснам ова уште еднаш, дека можеме да пресметаме на два начини. Еве кај пота, значи можеме да пресметаме 5 по 72 и добиениот производ да го поделиме со 8, или, доколку ни е полесно, 72 да го поделиме со 8, а добиениот количник да го помножиме со 5. И четвртата задача, во една фабрика за чоколади, дневно се произведуваат 96 пакети со чоколади. 3 осмини од пакетите со чоколади со лишник, 1/6 од пакетите со чоколади со бадем, 5/12 со чоколади со кокос, а останатите се млечни чоколади. По колку пакети од секој вид на чоколади се произведуваат во фабриката? За да ви биде полесно, доколку не можете веднаш да решите задачата, вратете се на делот каде што се објаснувам како се решава задачата со птиците. Откако ќе ги решите задачите, имате тука една табела за самооценување, односно да видиме колку ние денес сме ги усвоиле целите и дали можеме да кажеме дека се сме научиле од денешниот час. Во табелата имаме 3 реда и 4 колони. Значи, вака, првиот ред вели: можам да ја представам и утврдам вредноста на делот цело со користење на дробки, односно ова ни се критериумите за успех. Можам да најдам делот цело со користење на математичката операција делење и можам да решам проблемска задача со дробки. Доколку можеме да го направиме ова, тогаш се штиклираме во колоната можам. Доколку ни била потребна помош за да ја решиме задачата, односно да го погледнеме уште еднаш видеото и да си го да размислиме или да бараме објаснувањето од наставничката, тогаш одиме кај потребна ми е помош, а ако не сме успеале да ја решиме, тогаш одиме кај не можам, па се надевам дека ќе го погледнете видеото уште онолку пати колку што ви е потребно и дека ќе ги усвоите